Аутистичниот спектар представува комплексно пореметување кое трае целиот живот. Се нарекува уште и развојно затоа што се појавува во развојниот период на детето некаде до 3-та година. Кои се научните сознанија, што се имаме како искуства од родителите, ви споделуваме денес во ова издание на Приказна. Останете со нас. Луѓето реагираат различно на фактот кога ќе откријат дека нивното дете има дијагноза за аутизам. Некои родители се повлекуваат и сакаат сами да се соочат со тој факт. Некои сакаат да разговараат со други родители за да ги слушнат нивните искуства. Други пребаруваат по научните факти. Без разлика кој да е изборот, не е ниту добар, ниту лош. Секој избор е индивидуален затоа што секој пример е индивидуален за себе. Проследете што ви откриваме во истражувањето за аутизам во ова издание на Приказна. Аутистичниот спектар е комплексно пореметување кое трае цел живот. Се нарекува развојно нарушување затоа што првите знаци и симптоми се јавуваат секогаш пред 3-та година од животот. Симптомите можат да имаат широк опсег, од чувствителност на светлина и звук, па се до невообичаени научнички способности. Аларми кои ни кажуваат дека имаме потешкоти, односно дека нешто отстапува од очекуваниот развој кај дечињата, обично се забележуваат во првите 3 месеци од како ќе се роди. Например, доколку детенцето не го следи со поглед предметот кој му се покажува, доколку изостанува социјалната насмевка кај дечињата, односно бебињата, која се насочува кон мајката, кон непознатите луѓе, доколку бебето не покажува интерес за новите луѓе кои доаѓаат во неговата околина, доколку неговиот баблинг не е разигран и весел, туку изгледа како кај поспано детенце, сето тоа е некој аларм дека нешто се случува не по очекуваниот тек. Околу 12-тиот месец, доколку детето не се врти на своето име, околу 14-тиот месец, доколку изостанува показниот гест, односно не покажува кон предметите кои кај него будат интерес, околу 18-тиот месец, доколку се забележува дека детето нема имагинативна игра, односно ја нема онаа игра кобајаги, кога детето замислува дека нешто прави, односно глуми. Доколку се забележуваат постојани рутини, односно стереотипни однесувања, палење и гасење светла, движење со рацете, одење на прсти, сето тоа ни е аларм дека имаме потешкотија за која треба да се обратиме кај стручни лица. Нарушувањето што вклучува толку широк обем на симптоми, често пати се нарекува спектарно нарушување и оттука и изразот аутистично спектарно нарушување. Најзначаен симптом што го споделуваат сите засегнати е тешкотии во комуникациите со другите, како на пример контакт со поглед, разговор, заземање на туѓа гледна точка и така натаму. Прва карактеристика која што може да се препознае кај децата со аутизам, која што родителите ја препознаваат, е нарушувањето на говорот. Иако, уште многу порано може да се забележи по недостатокот на социјалната интеракција, односно социјалната комуникација. Во оваа социјална интеракција спаѓа генерално невербалната комуникација, бидејќи таа прва се развива кај децата. Статистиката вели дека аутизмот се појавува на 5 од 10.000 деца, но за жал оваа бројка се фокусира на класичниот тип на аутизам, познат како Канеров синдром. Истражувањата покажуваат дека преваленцата е уште повисока, 91 дете на 10.000, а кај машките деца се појавува 4 пати повеќе отколку кај женските. Луѓето со аутизам се разликуваат едни од други. Некои сакаат да разговараат, други пак молчат. Некои имаат сетилни проблеми, гастропроблеми, тешкотии со спиењето и други медицински проблеми. Други немаат. А трети пак страдаат од доцнење во комуникацијата со другите, но се способни да функционираат многу добро во типично опкружување. Иако родителите во првите 18 до 24 месеци забележуваат дека има отстапување во развојот кај нивните деца, знаците на аутизам според бројни истражувања може да се откријат уште во бебешките фази. Вообичаено дијагнозата се поставува на возраст од 3 години, иако експертите тврдат дека со внимателна обсервација суптилни знаци можат да се забележат веќе на возраст од 6 месеци. Кога ќе се потврди, потребен е третман.
Раниот третман значително го подобрува исходот и го способува детето за посамостоен живот. Денес аутизмот најрано може да се диагностицира на 2 годишна возраст, односно на година и 8 месеци можеме да кажеме дека детето има или нема аутизам. Но најновите истражувања зборуваат дека во иднина аутизмот ќе може да се диагностицира на 6-месечна возраст. Аутизмот е обично доживотна диагноза, кај некои луѓе честопати, иако не секогаш. Кај оние, кај кои рано и интензивно се интервенирало, симптомите можат драстично да се намалат. Луѓето со аутизам исто така можат да научат вештини на справување, за да им помогнат да управуваат со своите тешкотии, па дури и да развијат своји уникатни силни страни. Аутизмот не е резултат на емоционална лишеност или емоционален стрес. Желба да се избегне социјален контакт. Резултат на родителско отфрлање или ладни родители. Ментално заболување. Погрешно разбран гени, иако во некои околности некои индивидуи имаат специјални таленти во тесни подрачја. Излечив, иако подобрувања може да има во сите случаи. Би сакала да го започнеме нашево разговарање со Гуши Бац, а мислам дека знаете зашто. Да. Гуши Бац е една, за мене, филозофија на живење. Тоа е, оригинално е од јазикот на Ерато, значи девојчето кое што, да речем, од една страна и некако и мене ми направи пресвртница за познанството, односно за познавањето со семејството Кардула, и мене ми направи пресвртница во однос на приближување кон лицата со аутизам. Гуши Бац е нешто преубаво. Самите два збора кажуваат што ни е нас всушност потребно, што ни е основно и што може да треба да ни биде двигател во животот. Така да за мене е нешто што секојдневие, едноставно секојдневие. Дали Македонија има национална стратегија? Имаме ли регистар на аутистични лица во нашава земја? За жал нема. Еве, последниве неколку години, откако подиректно се вклучи во работата од една страна, да речем, со лицата со аутизам и со контактите со нивните родители, дознав дека недостасува тој национален регистар. Регистар како регистар е секогаш потребен за било која работа, затоа што со самото тоа, познавајќи колку, каде има застапено лица со аутизам или со аутистичен спектар, многу полесно е да се преземаат и активности за подобрување на животот, за инклузијата, за сите оние аспекти кои што се потребни едноставно за тие лица. За жал не постои, немаат информација, дури не самите родители не знаат, да речеме, дали има некој во, карикирам, дали има некој во Владимирово, дали има некој во Прилеп. Начелно се познаваат, меѓутоа не се знае веројатно колку и каде ги има. Со правењето на тој регистар, мислам дека многу ќе се подобри и состојбата, затоа што самите родители ќе добијат огромна помош, се надевам дека ќе добијат огромна помош од државата, меѓутоа и лицата на кои што им е потребна помош од секаков аспект, многу е полесно кога ги има со име и презиме кои се. Имам впечаток дека ние како општество имаме фобија од соочување со аутизмот. И да го прифатиме дека постои, и како родители кои што се соочуваат со сознанието дека нивното дете има аутизам. Зошто е тоа така? Па, за жал, таков е, што знам, се уште постои таа фобија. Еве, прво ќе кажам за стравот на родителите кои што немаат директно лица со аутизам во семејството, меѓутоа имаат некој, дали во училиште, дали во комшија, некој детенце со аутизам. За жал, се уште постои таа стигматизација на овие лица, затоа што ги третираат се уште како лица со опасност. Значи, некој кој што едноставно може да предизвика нешто на нивното дете, на комшиите, на децата во оделенијата.
И верувам дека сето тоа е резултат на непознавањето, меѓутоа и незаинтересираноста за да се дознае нешто повеќе за аутизмот. Еве јас лично како лице кое што нема директен контакт нема во семејството, во кругот на поблиско семејство немам лице со аутизам, меѓутоа се заинтересирав многу повеќе, сакам да дознам, сакам да видам на начинот како функционираат тие, колку можам да дознам во секој случај и со тоа да можам да им се приближам некако и видов дека нема потреба од страв. Тоа е тоа што го кажуваме еве сите оние пријатели кои што функционираме веќе подолго време на тој начин и му кажуваме на сите дека нема потреба да се плашат. Доволно е само да им пристапат на овие лица. Со време ќе добијат едноставно, така да го наречам, аусвајс или пристапница во нивниот свет и ќе видат дека тоа е еден многу убав свет, каде што има многу убавина, добрина, каде што нема ништо зло, нема зла намера, нема искривоколчување на вистината и слични такви работи. Многу емоции. Да, емоции многу гуши бацима всушност во тој свет. Емоциите се обострани за тие што ќе ги дознаат, што ќе се запознаат токму со овие лица, ќе видат дека таму постои еден свет препон со љубов. Едно царство, што би рекол Бранко Коцкица, каде што само љубов и добрина царува. И затоа е препорачливо и на сите им едноставно им посакувам да запознаат некое лице со аутизам, да ги запознаат родителите, да видат дека нема потреба апсолутно од ништо да се плашат. Сега оној другиот момент, родителите на лицата со аутизам, постои се уште, тој страф од средината, меѓутоа сето тоа по мене е резултат на горкото искуство кое што го имаат, за жал со години, и верувам дека се изгорени на секое поле. Значи и сме правеле муабети и самите кажувале и ги слушам кои ќе кажуваат. Едноставно жално е што не наидуваат на разбирање од средината. Не само средина како први пријатели, роднини, комши, туку целото како општество. Да. Општество во однос на образование, во однос на функционалноста има повозрастни лица со аутизам. Ете и тоа е еден проблем кој што еден родител многу беше интересно кога ме праша, вика, дали знаеш дека има лица со аутизам повозрастни? Тоа е проблемот што уствари да. Тоа сакам да го констатирам, дека најчесто впечатокот е дека аутистични се само децата, дека нема возрастни со аутизам. Точно. Да, но не е така. Ги има и она што е жално што го дознав како факт од тој родител, потоа уште еден ми потврди дека што тие лица со аутизам, затоа што повозрастни што се, не може, с некои семејства не може да се грижат за нив и за жал ги сместуваат во институции како, например, болници за душевни болести, што апсолутно е спротивно од состојбата нивна, нивната состојба не е ни болест. И тоа е уште по измачување, по така да го наречам, по утепување на духот кај тоа лице. Не може ли да се направи некој систем, еве на пример во Сингапур имаат можност да ги вработат тие лица за да на некој начин ги вклучат во животот? Се може да се направи доколку има волја. Веројатно само волја треба. Дури еве и ние јас како дел од здруженијето, а верувам многу од здруженијата на токму за овие лица, се нудиме, секогаш се нудиме на државата на било кој начин можеме ние да помогнеме. Значи не се работи за материјални средства или нешто, едноставно да можеме да им помогнеме на овие лица да ги издигнеме на оне ниво на кое што заслужуваат. Значи на еднакво ниво со другите лица. Има лице, например, има едно лице кое што со аутизам, не ми текнува името, а баш се запознавме, кое што знаме, например, дека многу убаво свири. Не ми текнува кој инструмент, меѓутоа, ете, например, во филхармонија може да и работи, не знам, да не преюдицирам, мислам дека има многу лица кои што можат да придонесат на некој начин. Дали е музика, дали некој може, има едно момче кое што е многу креативно за создавање видеа. Има едно девојче во Гевгелија кое што прави уметнички работи, навистина е многу талентирана, значи
Само како пример, нешто што мене ме воодушеви, сигурно имате видено и вие читано за едно момче од Њујорк кој што со аутизам, кој што после прелет од 20 минути над Менхетен, значи му даваат на еден огромен зид да нацрта што видел и тој ги црта деталите до брчки. Значи само со 20 минути, што значи имаат таленти, имаат нешто во себе содржа што треба да се искористи од страна на држава. Така е, имаше еден убав опис на родител со кој што разговаравме дека тие деца умеат да го забележат она што ние не го забележуваме. Точно. А наше е да го откриеме тоа што тие можат да го направат и едноставно да ги вметнеме, да ги ставиме во општеството на место каде што заслужуваат. Во Британија имаше една интересна позитивен пример. Британскиот синџир на супермаркети во сабота вовел тивок час, ми се чини дека така беше терминот, со цел да ги смири затоа што тие се вознемируваат кога одат во продавници и од тој аспект го воведуваат ова како практика што подосна прифаќаат и други трговци. Не сте пробале еве на ваков начин да ги иницирате? Па, обиди секогаш има. Сме се обиделе, значи пробуваме, предложуваме идеи. Она што за мене е најбитно е кога нешто правиме. Дали ќе е тоа некој вид на забава, дружење, дали ќе е некоја активност, јас секогаш гледам да ги прилагодам условите кон тие лица. Значи, ако му смета многу музика, нема да има музика. Ако смета светло, ако сметаат звукови, знаат тие, например, да им смета и звукот на ветрот, кој што ние можда некој пат него не слушаме, значи да го прилагодиме случувањето кон нивните потреби, кон нивните услови кои што ќе ни овозможат фактички со тоа да бидеме заедно. Тоа е целта. Значи, за да бидеме заедно, мора да се прилагодиме едни кон други. Пример има едно чудо такви. Например, имаше, јас знам, гледав видео баш за еден бербер кој што го шишаше детето легнат. Го шишаше во затворен дуќан, значи во недела можда поручек, не е небитно. Значи детето сака да лежи, тој легна. Дури имаше еден дедо Мраз кој што мислам дека си лежеа со детето, буквално се влезе во неговиот свет. Тоа е целта, фактички да влезеш во неговиот свет. Зборуваме за процес на инклузивност во образование. Дали е ситуацијата на терен практично подготвена да го направи тоа, бидејќи знаеме дека има потреба и од практична обука на лицата кои што ќе бидат наставници, можеби има потреба од асистенти кои што на некој начин ќе овозможат инклузијата да биде направена на најдобар можен начин. Точно. Јас се уште сметам дека има многу работа, значи не е баш така како што сите би посакале, односно посакуваме. Значи декларативно сите викаме да, инклузија одлично, меѓутоа кога ќе дојде во пракса, малку тука е подалечено и недостасува. Не сме спремни како општество. Едно време мислам дека имаше така малку идеја поголема и желба да се направи, меѓутоа се некако почнува да стагнира. Проблемот е повеќе кратене, например точно овие наставници. Сите тие треба да добијат еден вид обука за да знаат како да речеме да се справат со некоја ситуација. Значи има помирно дете, има погласно, има поживо, подинамично, како што и не само деца со нетипичен развој, и типични деца има и такви. Значи треба да се направи еден вид обука за да и бидат тие да не се плашат едноставно кога во оделението ќе им речат еве, ова дете е со аутистичен спектар, значи и ќе го прифати значи им објасни на децата. Тука е проблемот кој што веројатно е голем проблем е затоа што и самите наставници не од што не сакаат, него од стравот, пак е оној страв што постои. Од страв едноставно не знаат како да реагираат во одредена ситуација. Од друга страна, на тие дечиња им требаат и образовни асистенти, или како што кажа родител, како што убаво објасни еден родител на девојче со аутизам, значи образовни и лични асистенти е разлика. Нив им требаат и образовни асистенти, некои кои што ќе им помогнат и ќе бидат тука цело време во образованието.
Значи, инклузија во образование да, меѓутоа уште некако тапкаме во место во тој поглед. Секој приказ на секое семејство што има аутизам е тотално различна, затоа што секоја состојба на аутизмот е различна, односно има многу состојби од спектарот на аутизмот кои што донесуваат многу индивидуални нели промени пред се кај детето, а потоа и тоа се носи во семејството. Семејството тотално му се менуваат навиките, пригодите дома, тотално рутините што ги прават сите дома, оние дотогаш му се менуваат, нели кај секое дете е различно, тоа кај децата со аутизмот е уште поразлично. Значи начинот на кој што ги поставувате дома работите, начинот на кој се играте со него, начинот на кој ако веќе сте работеле дома ќе треба да најдете нов начин како да работите дома, да ги поставите бирото, местото во кујната, како стојат работите. Собата ваша некогаш ќе знае да се претвори во цела една арт галерија со шкртаници под зидови, шкртаници доле, исечоци од букви, бројки на секаде, знаци, кои сигнали кои што на детето му значат нешто за да може да комуницира во просторот, затоа што секое дете, аутистично дете што е дете во спектарот си има свој, да речам, предизвици во поглед на комуникацијата и социализацијата со околниот свет, живее во свој околен свет и си дава свои сигнали, места кои што може низ просторот да функционира со тие простори. Така да, секој родител мора да се навикне на сето тоа за да може да функционира со детето. Образованието е посебен предизвик за децата со аутизам, особено нели, тоа тргнува уште од најраната возраст, нели, ако збориме за самите градинките, ако збориме колку тие треба да бидат подготвени за да ги примат децата со аутизам, што треба да имаат како персонал, како кадар, како грижа, како едукација за сите оние. Зашто секој дете со аутизам си е посебно на свој начин и бара свои потреби да се спои со тие дечиња таму за да може нели да си игра со нив, но и да добие некоја грижа и едукација. Сега во нашите градинки има малку оној кадар што потребен што треба да има од аспект на дефектолози, психолози, логопеди кои што треба да понудат секојдневна грижа, континуирана, а не да биде тоа еднаш неделно или еднаш во 2 недели да помине некој од тој кадрот колку шкртка една да се направи таму извештајот дека тоа е извршено, нели, и сите сме на чисто, а детето не добива потребната грижа и каска, би рекол, во развоја, затоа што нели не му е доделено она што треба да го има секојдневно за да добие развој. Има многу тешки денови, мачни денови кога ќе се заглавите у нешто, кога ќе се заглавите исто како што аутистичните деца често се заглавуваат во некоја состојба, во некоја појава, некој настан, во некој предмет, во некој, нели? И јас се заглавувам некогаш, се мислам, тешко е, има денови со аутистичните денови кога многу се смееме, некогаш многу плачеме, викаме, се караме, ама пак се гушкаме, знаеш, таа е една чиста љубов што владее со ова ти дава надеж дека мора да биде, знаеш. Ние сме дел тука сега и сите ние учиме, како што реков во целиот овој процес. Мора да научиме како и ние да бидеме подобри луѓе, но и аутистичните деца, ако не гледаме само нивната пречка, туку нивните потенцијали, со потенцијалите, они може да ги направат другите луѓе подобри луѓе да бидат. Верувајте. Нели, има во општеството прашање аутизмот дали е зараза некоја, нели? Што е малце чудно, ама ете, го збориме овие работи од 2021. Аутизмот е невролошко нарушување. Значи, аутизмот не е зараза, не е болест. Тоа е состојба која е различна кај секој дете. Например, ако би рекол дека е зараза, поише би рекол дека е зараза со љубов, со креативни работи, со неочекувани, со спонтани работи кои што го менуваат животот на секое семејство и другарчињата, роднините и така натаму. Зашто аутистите, кои видите, они слободно летаат. Кај нив нема мое, твое, нема снобовски, не знам, работи, социјални калапи кои што доаѓаат често од дома до децата, или нема оние дискриминација и стереотипи, не знам, по
по било каква, по социјална, поетничка, не знам, некои подоби кои што доаѓаат од дома на 5, 6, 7 години и останува. Не, они тоа слободно го зимаат животот. Но они го дишат слободно, односно, знаеш, без задршка го прават тоа. Едно од најчесто поставуваните прашања во врска со аутизмот е што е причината што довело до аутизам. Општо е познато дека не постои причина. Истражувањето укажуваат дека постојат бројни фактори кои влијаат на аутизмот, а кои се тие ви откриваме денес во ова издание на Приказна. Дури високофункционалниот аутизам представува предизвик. Нискофункционалниот аутизам може да биде премногу и за целото семејство. Значи, при фаќањето на дијагнозата кај родителите, посебно кога се работи за ситуација каде што не се соочиле со ова состојба, е доста проблематична и доста тешка. Секој родител кој ќе се најде во ситуација да има дете кој што има одредени попречености, во овој случај аутизам, прво нема доволно познавање за самата состојба. Кога доаѓаат на одредени дијагнози и на одредени третмани, се доста не се запознаени со самата состојба, така да при фаќањето на дијагнозата и откривањето на самата проблематика и сите потешкоти со кои би се среќавале понатаму се доста големи и се доста ударни за секој родител. Семејствата може да минуваат низ многу стресови, затоа неопходна им е целосна и неосудувачка помош што може да ја добијат од пријателите, поширокото семејство и од оние што даваат услуги. Негата за оддишка. Некој друг да се грижи за личноста со аутизам, додека другите членови на семејството малку се одморат. Може да спаси нечии брак или семејство. Истражувањата покажуваат дека повеќе од 60% од луѓето со аутизам избегнуваат продавници, а 79% велат дека се чувствуваат социјално изолирани. Во поглед на дијагнозата кај децата со аутизам се воспоставува од страна на детски психијатар, меѓутоа во поглед на третманите не постои третман кој што може тотално да излекува целосната состојба кај децата со аутизам, меѓутоа постојат повеќе видови на третман кои што може да го подобрат социјалното, когнитивното и јазичното функционирање кај овие деца. Најголема ефикасност во поглед на терапевските процеси постигнуваме кога се работи со мултидисциплинарен тим, бидејќи целта на целокупниот мултидисциплинарен тим е всушност воспоставување на највисок квалитет на функционирање на овие деца, всушност нивната интеграција во општествената средина. Во Македонија нема регистар за аутизам со кој ќе се покаже точната бројка на деца со ова нарушување. Македонскиот народ недоволно е запознан со овој вид на нарушување, па често пати децата со аутизам, односно нивните родители се соочуваат со еден вид дискриминација. Последниот период сепак има одредени промени. Даријан Шекеров ја создаде апликацијата Сликозбор. Апликацијата има за цел да им се помогне на децата со попреченост во говорот, односно со аутистичниот спектар, и за лицата без моќ на говор во секојдневната комуникација со блиските, во семејството и надвор во околината. Познатиот македонски уметник, сликар, графичар и дизајнер Зоран Кардула ја напиша книгата Гуши Бац, составена од 47 зборови кои ги изговара неговата ќерка Ерато, преведени на 19 јазика. Целта на оваа книга е да се подигне свеста за состојбата на аутистичните лица, да се потсети државата за потребата од инклузивност, но и порака до родителите да ги прифатат своите деца и да се борат. Во книгата со своји илустрации учествувале 33 креативци, како и самата Ерато. Во светот постојат цели системи за третман на аутистични деца, и тоа од повремена терапија, следење и помош на родителите чии аутистични деца ги посетуваат во посебни групи редовните градинки и специјални училишта, до центри за издвојување на аутистични деца во кризни периоди, центрите за терапија на децата и членовите на нивните семејства преку викендот, дневни центри за третман, па се до заводите за сместување и рехабилитација на аутистични деца. За да ги слушаме гласовите на аутистичните лица, треба добро да ги запознаеме. Да ги запознаеме и да ги разбереме. Доколку ги разбереме сите нивни карактеристики и сите нивни потреби, тогаш ние ќе можеме многу полесно да комуницираме со нив и да им излеземе во пресрет на нивните потреби. Лицата со аутизам треба да ги делат истите права и привилегии кои ги уживаат сите луѓе во Европа, онаму каде се определени за доброто на лицата со аутизам. Овие права треба да бидат зголемени, заштитени и определени со законодавството, да обезбедат правила за нивно остварување во секоја држава.
Професорката по македонски јазик и книжевност Аниса Ејуп е автор на книгата која излезе од печат деновиве, а е насловена како Јас и аутизмот, водич за преживување за родители на деца со аутизам и посебни потреби. Авторката ја напишала од позиција на мајка на син со аутизам, како лична заложба кон овој проблем. Мајка е на 2 деца, на малиот Роман, дете со типичен развој, и поголемиот Адам, дете со атипичен развој. Адам кога се роди, тоа беше 2006 година, аутизмот како поим беше се многу непознат. Мощно непознат, затоа што нели и денес не дека денес нешто е многу познат, затоа што штом немаме решение, штом решението отсутствува, тогаш значи се уште нам нешто не ни е јасно што се случува. Во тоа време Адам, иако беше роден со расцеп на мекото непце, односно палатошиза, и имаше изразен атописки дерматитис, сите овие две причини поради тоа побаруваа постојано ние да бидеме присутни на детската клиника каде што се вршеа одредени испитувања врз Адам. Мене никогаш не беше укажано дека можеби детето има некаков си проблем. Напротив, секогаш беше истакнувано дека со оглед на оваа состојба тој многу добро напредува и дека навистина многу добро се грижиме за него. Значи, сите пофалби беа во тој правец и иако јас неколку пати укажував дека тој иако има 2 години, дека се уште не зборува, мене им беше укажано дека тоа се случува често кај децата од машки пол. Исто така, значи дека не мора да значи дека до 3 годишна возраст се прифаќа ова отсутство на говор и дека не е ништо алармантно и едноставно да почекаме по операцијата и дека по операцијата тогаш ќе се јави тој говор. Но, што се случи? Значи, ние направивме таа операција на 2,5 годишна возраст и кога тој наполни 3 години, јас веќе закажав веднаш термин, закажав истовремено во Завода за ментално здравје, на посета на логопед и исто така во Завода за рехабилитација на говор, слух и глас. Но првиот термин беше во Завода за ментално здравје. За оваа средба, Аниса ќе каже дека е најтешкиот момент во нејзиниот живот. Меѓу сите диагнози кои биле поставени тој ден, бил спомнат и аутизмот. Овој момент навистина беше многу тежок. Во тој момент умре моето старо јас и јас бев принудена да искреирам дека јас си нова јас, дека нова Аниса. Значи, од тој момент престана еден начин на живот и јас морав да преминем на друг начин на живот. И тоа навистина беше тешка борба која што се уште трае. Бечировиќ Трпчевска има 15 години работно искуство како професорка по македонски јазик и литература, а моментално е ангажирана како професорка за дополнителна настава на македонски јазик во Германија, каде што се преселила. Во Германија заминала по долгата борба со македонскиот нефункционален систем, кога сватила дека доколку сака Адам да има среќен живот и достоинствена иднина, мора да заминат. Откако ќе го земев од училиште, значи ние одевме без разлика. Одевме на пливање, го носев, тоа беа часови организирани најчесто во среда, преку специјалната олимпијада, на разни третмани, на кои што секогаш единствено часовите по пливање не се плаќа, преку специјалната олимпијада, се останатото се плаќаш, која што навистина чинеше многу. И јас сум сигурна дека не постои семејство кој што има член со посебни потреби, а да не е заглавено во длабоки кредити. И тоа е една состојба која што е крајно време општеството да размисли да ја смени. Затоа што и уставот вели дека сите сме еднакви пред законот, но не сме. Личниот момент и искрените емоции во нејзината книга неминовно предизвикаа кај читателите доверба во пишаното. Јас имав напишано на почетокот од книгата дека јас не го представувам, оваа книга не се темели на научни истражувања, туку дека книгата не е плод на научни истражувања, но затоа оваа книга има поголема вредност. Кој е било научно истражување? Зошто? Затоа што јас го представувам аутизмот не директно, посредно. Јас живеам со аутизмот 24 часа
Јас се борам со аутизмот, јас разговарам со аутизмот, јас преговарам со аутизмот, јас го креирам аутизмот, јас го развивам аутизмот, јас го молам аутизмот, а не некое да е научно истражување. И затоа јас директно го носам во себе аутизмот и директно затоа можам најдиректно да зборувам за аутизмот. И оваа книга е напишана со цел да, бидејќи верувам дека представувам еден пример на семејство кое што колку толку успеа да се избори со целава оваа ситуација, која што е реално тешка, која што реално не прави да бидеме атипично семејство, но едно атипично семејство кое што навистина успеа да го најде патот до среќата и да бидеме среќни. Да бидеме среќни со она што го имаме. Во оваа книга, кога било кој од родителите ќе биде исцрпен и на крајот со силата, секогаш може да најде да прочита дел со кој денот веднаш ќе се го направи поубав, ја завршува својата приказна оваа храбра мајка. Една од најопасните измами во поглед на здравјето беше поврзана токму со конекцијата меѓу вакцините и аутизмот. За жал, ова изврши силно влијание дури и врз научниците, лекарите, а и врз јавноста. После известно време се покажа дека ова не е точно, но последиците ги чувствуваме и ден денес. За нив денес зборуваме во ова издание на Медиумската писменост. Медиумите се полни со приказни за аутизам. Дел од тие приказни не се најточни. Веројатно сте сретнале вести за можните причини за аутизам. Теориите се движат од живата во детските вакцини како причинител, иако постои изобилство докази кои ја побиваат оваа теорија, па се до генетика и возраста на родителите и речиси се друго. Во моментов најмногу истражувачи сметаат дека аутизмот е комбинација од генетски фактори и фактори на опкружување и дека е сосема возможно различните симптоми кај луѓето да имаат различни причини. За жал, има многу истражувања кои укажуваат дека оваа причина влијае врз перцепцијата за врската помеѓу вакцините и аутизмот. Испитувањето за погрешните перцепции на вакцините направено во повеќе земји покажува дека околу 1 од 5 лица веруваат дека некои вакцини предизвикуваат аутизам кај здрави деца, а 38% не се сигурни дали ова е точно или не. Процентот на луѓе кои веруваат во тоа варира од неверојатни 44% во Индија до 8% во Шпанија, но има големи мнозинства во многу земји кои мислат дека е вистина или не се сигурни. Во Франција тие се 65%, во Британија 55%, во Италија 52%. Митови и факти за аутизам. Мит, аутизмот е заразен. Факт, аутизмот не е заразен. Мит, аутизмот е болест. Факт, аутизмот е развојно нарушување со кое некои луѓе се родени, како што се дислексијата или Даун синдромот. Не е болест. Тој представува вид попреченост. Мит, лицата со аутизам се вечно деца. Факт, лицата со аутизам растат. Аутистичен 20-годишник не е бебе во тело на 20-годишник, тој е аутистично 20-годишно лице. Со правилна поддршка, аутистичните лица можат да одат на училиште, да комуницираат, да работат, да живеат во заедница, да сакаат, да имаат пријатели, да формираат семејства, да гласаат, да ги извршуваат сите своји работи и да прават она што сакаат. Мит, на лицата со аутизам им недостасува емпатија. Факт, аутистичните лица чувствуваат емпатија кон други лица. Луѓето со аутизам се луѓе, не се роботи. Мит, вакцините предизвикуваат аутизам. Факт, нема никаква поврзаност помеѓу аутизмот и вакцината. Митот првпат се појавил 1998 во весникот Lancet, бил предложен од Ендрю Вокфилд, кој не е лекар. Тој изјавил дека ММР вакцината може би е поврзана со појавата на аутизам, но она што не го спомнал е дека имал неколку конфликти и бил платен од адвокати кои биле против производителите на оваа вакцина. Трудот каде е изнесено ваквото тврдење е повлечен од страна на стручното списание, бидејќи се утврдило дека во студијата биле направени сериозни пропусти. Данска студија во која учествувале 537.303 деца во 2002 даде силни докази против било каква поврзаност помеѓу ММР вакцината и аутизмот. Сликозбор е македонска апликација чија цел е да им помогне на децата со аутизам и нивните семејства при секојдневната комуникација. Автор на апликацијата е тинеџерот Даријан Шекеров од Скопје.
Од секогаш сум имал интерес за компјутери, а со програмирање почнав да се занимавам од 5 оделенија. Најпрво започнав со надпревари по информатика, а потоа и со правење мобилни апликации. Всушност, така си го поминува слободното време. До сега имам направено 16 мобилни апликации и сите се достапни на Play Store. Особено сум горд на моите две последни апликации, сликозбор и шарена азбука. Корисниците ги прифатија овие апликации многу позитивно и тој позитивен одзив се гледа од бројот на симнување и коментари. Апликацијата им помага на децата со пречки во говорот во домот со најблиските и надвор во секојдневната комуникација со останатите. Апликацијата е интуитивна и лесна за користење и се состои од 10 целини. Секоја целина содржи чести поими и дејства од секојдневниот живот и тие се сликовито прикажани. Со притискање на сликичката, соодветниот поим или дејство е искажано и така корисниците можат полесно да комуницираат со другите, а дури и да научат да говорат. За Даријан, сите коментари и признанија кои започна да ги реди се вистинска награда за вложениот труд, но и голема афирмација за него во информатичкиот свет. Даријан со сликозбор го освои светот. Донесе златен медал од младински надпревар на кој имало илјадници учесници од 100 земји. Идејата за програмот дојде сосем случајно. Имено, колега на татко ми кој има дете со аутистичен спектар, знаејќи дека се занимавам со програмирање и со правење мобилни апликации, ме праша дали можам да ја направам програмата. Слични програми веќе постоја, но тие беа на странски јазици и тоа не им одговараше на здруженијата и на родителите ми. И затоа јас го прифатив предлогот и ја направив програмата. Програмата беше одлично прифатена од родителите, од децата и од Сдруженијата за деца со аутизам. И со истата програма конкурирав, а потоа бев предложен за светската награда World Summit Youth Award, која ја освоив во 2016 година. Изработката на апликацијата всушност му помогнала да свати што значи аутизмот и со какви реални проблеми се соочуваат овие деца и нивните родители. А за воиднина вели дека сака да продолжи да се унапредува во полето на информатиката, да заврши факултет и да ја продолжи кариерата како програмер. До 1940 година истражувачите започнале да наблюдуваат групи на деца и да ги споредуваат нивните навики на однесување и да бараат сличности. Лео Канер, психијатар од Универзитетот Џонс Хопкинс во Америка, препознал дека голем број на деца пратени на неговата клиника манифестирале слични карактеристики, кои ги нарекол ран инфантилен аутизам, а зборот аутизам изведен од грчкиот збор во себе. Иако тој детално ги опишал карактеристиките на 11 деца, имало одредени карактеристики кои биле универзални и ги селектирал оние круцијалните за поставување на диагнозата. Виенскиот доктор Ханс Аспергер, кој работел истовремено со Лео Канер, издал труд кој опишува шема на однесување на неколку млади момчиња со нормална интелигенција и пореметување на говорот, но исто така покажува слично на аутизам однесување и покажува непотполност во социјалните и комуникацијските вештини. Аспергер забележал сличности со Канеровиот синдром, но исто така приметил и некои главни разлики. Додека Канер изјавил дека 3 од неговите 11 пациенти воопшто не зборуваат и остатокот ретко употребувал јазик за комуникација, Аспергер забележал дека неговите проучувани пациенти зборуваат како мали возрастни. Од 2013 година по иницијатива на Американската психијатриска асоциација, голем број термини и обележја кои се користат за децата и возрастните кои припаѓаат на аутистичниот спектар, аутизам, первазивни развојни нарушувања, первазивно развојно нарушување кое не е поинаку назначено, Асперагов синдром, Хелеров синдром и сементичко-прагматично нарушување и широк ранг на поврзани медицински состојби беа споени под една диагноза, наречена аутистичен спектар на нарушувања. Не постои еден вид на аутизам, туку многу подтипови кои најмногу се под влијание на интеракцијата на генетските фактори и фактори од средината. Во светот има низа позитивни примери со кои им се олеснува животот на лицата со аутизам. Британскиот синџир на супермаркети вовел саботен тивок час со цел да им се олесни пазарињето на луѓето со аутизам.
Вообичаено, децата со аутизам полесно ги обработуваат визуелните информации од аудитивните. Секогаш кога користиме асистивни уреди со овие деца, ние им даваме информации преку нивното најсилно поле за обработка на информациите, визуелното. Затоа треба во секој аспект на секојдневното живење да се вклучат различни видови технологија, од едноставна до софистицирана, со цел да се подобрат функционалните можности на децата со аутизам. Лицата со аутизам треба да бидат ислушнати и видени. Тие заслужуваат квалитетно образование, вработување и нормален живот. Имаат право на тоа. Би сакала за крај да се заблагодарам на сите искуства кои родителите и личностите со аутизам ги споделија со нас. Верувам дека ќе бидат предизвик секој од нас да го даде својот придонес во обезбедување на овие права за нив. Довидување!